Gospodine predsjedniče, molimo vas da nam se obratite. Почитуван председателе на Република Србија, господине Вучич, почитуван член на председателството на Босна и Херцеговина, господине Додич, почитувана премиерке, мои драга пријателке, господја Ана Брнабич, почитувана министерке, почитуван амбасадоре и шеф на делегацијата на Европската унија во Република Србија, господине Фабрици, почитувани членови на владата на Република Србија, драги пријатели, граѓани на Република Србија, почитувани дами и господа. На почетокот дозволете ми да ја изразам мојата голема благодарност за поканата да бидам дел од овој значаен настан за Република Србија, а со тоа и за нашата земја, но и за целиот овој регион. Се радуваме на успешните пофати на сите наши соседи, се радуваме на успешните потфати на сите наши соседи. Се радуваме за пријателска Србија и нашиот пријателски српски народ. Сега, кога гледаме колку изгледа величествено ова модерно автопатско решение, кое во еден дел поминува низ една од најтешките делници заради Грделичката клисура, честитките за успешниот зафат добиваат уште поголемо значење. Така е кога се работи вредно и посветено. Резултатите се евидентни. Сега нашите граѓани, граѓаните на двете земји, како европските граѓани, имаат автопатско решение од северната до јужната порта на Европската унија. Сега од Скопје до Белград ќе се патува за 3,5 до 4 часа, секако со пропишаната брзина на автопатот. Намалувањето на физичката временската дистанца меѓу главните градови на Северна Македонија и на Србија е соодветна на пријателството и блискоста меѓу нашите народи, што ја носат длабоко во своите срца. Почитувани, Коридорот 10 сега на вистина го личи. Вистинска европска вредност на поврзување и комуникација. На територијата на Република Северна Македонија тоа е комплетира минатата година кога ја пуштивме последната делница во употреба Демир Капија Смоквица во должина од 28 километри. Проектот го реализиравме заедно со нашите стратешки партнери Европската унија под слоганот Подобро, поврзани. Дополнително додадена вредност на автопатот му даде уште еден заеднички проект за Република Србија и за Република Северна Македонија. Заедно со председателот Александар Вучич на граничниот премин Табановце-Прешево го промовиравме проектот за заедничко гранично управување One Stop Shop, кој верувам дека во многу брз период и официјално ќе биде пуштен во употреба. Ги воведуваме шенгенските механизми на границите меѓу нашите две земји и ја носиме Европа овде на Балканот. Тој заеднички проект представува само уште еден пример на големото пријателство помеѓу нашите земји и народи кое секогаш било на највисоко ниво. Јас сум уверен дека соработката во областа на инфраструктурното поврзување ќе продолжи и со темпото диктирано од Берлинскиот процес, како и преку заедничкото учество во иницијативите во процесот Кина плюс 17. Денеска имаме прилика уште еднаш да го потврдиме тоа големо пријателство за кое што знам дека ќе расте во периодот што доаѓа. Уште еднаш големи честитки за исклучително значајниот потфат и нека е за многу години на услуга на српскиот народ, на македонскиот народ и на сите народи кои живеат во регионот и Европа. Граѓаните на Северна Македонија ве сакаат, почитувани граѓани од Република Србија. Нека расте нашето пријателство, да будеме блиски и да заедно сараđujemo. Hvala puno.